Најверојатно предметот со загинатата Теодора Ристовска од Тетово ќе се врати повторно во судница, рече председателот на судскиот совет Александар Камбовски. Завршена е работата на работната група, доставена информација до председателот, меѓутоа се уште немав можност да ја прочитам таа информација, и веднаш ќе биде објавена за цела јавност. И предметот ќе биде вратен назад во судот. Никакви забелешки начално може да персонално? Не сум видел, за така да не можам да коментирам. Ако сакате да почекате, па ќе споделам со вас. Добро. Од семејството на загинатата Ристовска очекуваа дека судскиот совет адекватно ќе постапи во врска како што истакна скандалозната и срамна одлука на тетовскиот суд Елведин Ферати, кој винетиот Менсур Пајазите го осуди на 2 години затвор за собрекајката која заврши фатално за 22 годишната Теодора. Имаме сомнеш како семејство дека зад оваа пресуда стојат политика, мито и корупција. И натаму силно ќе се бориме за правда за Теодора. Исто така јавно сакаме да прашаме зошто иницијатива како кој е следен немаат покажано никаков интерес за нашиот случај, а наводно се борат против трулиот и корумпиран систем. Ги немаме ниту на последното рочиште, кога се изрече скандалозната одлука од само 2 години затвор за убиецот на Теодора. Сметаме дека е доста од лажни иницијативи со скриени агенди, каде жртвите се само средство за постигнување на туги цели. Обвинителството ќе ја чека писмената пресуда со која судијата Елведин Ферати му досуди само 2 години затвор на Менсур Пајазити, па ќе одлучи дали ќе поднесе жалба.